Најголемиот проблем е во 23 година кога се зема по две основи, кога постоеше и општиот колективен договор, но и посебниот колективен договор. Тука имавме многу толкувања. Синдикатот СКРМ толкува едно, СОНК толкува на друг начин, како Министерство за култура го толкуваме на трет, финансии на четврт начин. Конечно, мораше да се најде модел како ќе се пресметуваат платите за да нема проблем во иднина. Застанувам позади сите синдикати во соработка со нив да ги решиме проблемите кои што можеби ќе се појават во иднина, но на овој начин мислам дека конечно го завршивме тој процес и нема потреба повеќе да разговараме во делот на исплатата на платите. Сметаме дека ваквиот начин на пресметување кој што е даден во моментот од страна на Министерството не соодветствува со одредбите во општиот колективен договор, бидејќи членот 14 во општиот колективен договор кажува дека бруто платата на работникот се зголемува за 10%. А сега со новите решенија што треба да бидат поделени во институциите, имаме еден вид на фиксен износ кој што треба да биде додаден на основната плата што се пресметува, значи минимална по коефициент, и на тој начин се добива некој процентуален губиток во однос на тоа што треба да се добие доколку се пресмета на другиот начин, односно 10% да се додадат на основната бруто плата.